Антонио Павловски, 3 година, правни студии. Нашиот великан Петрема Андреевски велеше: "Јас пишувам само тогаш кога не можам да не пишувам. Без друго, и јас така." Но не значи дека ако не е ставен зборот на хартија, не постои. Е токму за зборот, за јазикот, за неговата употреба и злоупотреба ќе говорам оваа вечер. Јазикот е привилегија на секој човек. По него се разликуваме од сите живи битија. Во јазикот се среќаваат и нашиот прв плач, и нашата прва радост, и нашата прва представа за светот, но и сите поуки и пораки на нашето минато. Кога нашиот јазик се уште не бил прецизно кодифициран, како да постоела поголема грижа за него и поголема одговорност кон него. Сега како да е во мода само неговото искривоколчување. Денес не можеш ни вести да разбереш од бенчмаркови, фидбеци, дефолти и разноразни грин румови. Ние честопати, настојувајќи да бидеме колку што се може повеќе оригинални, преминуваме и на позајмени глупости. Притоа забораваме дека и глупоста не е оригинална. Сигурно се прашувате од кого е загрозен нашиот јазик. Па најмногу од нас самите, од нашиот однос кон него. Погледнете ги само фирмите, рекламите, декларациите на производите. Слушнете ги ТВ водителите или јавните говори. Ние секој ден слушаме или читаме терет, подмукло, поготово, така да, искочи, волку, особа и да не набројувам уште безброј вакви недоветности кои во нашиот јазик или ништо не значат, или се само смешни преводи или заемки од некој друг јазик. Некои тоа го прават од негрижа, некои од незнаење, а други за да прикажат премногу знаење. Но сите тие можеме да ги ставиме под заеднички именител, предавници на јазикот, а предавството на јазикот е предавство и на своите родители и на своите деца. Еднаш баба ми, сомневајќи се во вредноста на своите едноставни зборови, ќе ми рече: "Што е ова како зборуваат сега луѓево, да не можеш да ги разбереш, да ти е незгодно да ги прашаш нешто од страх да не сгрешиш?" Јас бев поразен од тие нејзини неверојатно точни сознанија. Затоа денес е многу тешко да се зборува за јазикот со кој се служиме. Од сите страни се слуша само неговата опачина. И на факултетот, и во театарот, и во медиумите на јавните говорници се внесуваат многу пониски јазични стандарди, односно се предпочитаат неговите сурогати. За зборовите на мојот јазик ја знаев многу одамна пред да осознам дека имало и српски, и грчки, и бугарски, и англиски, и какви ли не поинакви зборови. Затоа довербата во сопствениот јазик е несигурната доверба. Јазиците се бајрат на подчинетите народи. Тие преку јазикот ги изразуваат своите стремежи и во него сакаат да видат оружје за својата борба против туѓото робство. Ете тој јазик бил и нашето оружје, и нашиот постојан беден, но и нашата колективна меморија. За нас повеќе, отколку за многу други во светот, јазикот представува најголемо приближување до идеалната наша татковина, која е всушност единствена наша татковина. Затоа да ги почитуваме своите зборови, оти тие се лицето на нашата душа. Тие се единствените живи споменици и клучни сведоци на кои им го должиме сето наше сеќавање. Зашто ако не настојуваме правилно да зборуваме, излегува дека не знаеме добро да мислиме. Да не заборавиме дека јазикот инвестира сета култура, а ние за жал се уште немаме културен однос кон него.